Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Зорица Митровиќ, председателка на Македонскиот национален совет во Република Србија, пеачката Андријана Ацевска Кеш и авторката Елена Шалевска. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во овој дел каде што ќе се дружиме со нашите гости, тоест гостинки за денеска. Уште на самиот почеток на емисијата кажав дека денеска сме женска екипа и така сакаме да ја почнеме неделата, иако нели денот е таков каде што има некои теми кои што се неизбежни, кои што треба да ги отвориме, но ќе одиме со ред. Би сакала прво да ги представам гостинките. Имаме една прекрасна дама до мене, тоа е Елена Шалевска, која што е автор, не е прв пат овде во Здраво Македонија, мислам прв пат се запознавме пред една година или две, не се сеќам точно кога беше последен пат овде кај нас, меѓутоа има нешто кое што е ново, а и доста работи се случиле од минатиот пат кои што треба да се испрезентираат, така да ја повторно во Здраво Македонија. Елена, добре дојде. Добро утро, Елена, ти благодарам уште еднаш на поканата и драго ми е што овој понеделник и оваа работна недела ја почнуваме заедно тука во убава атмосфера. Да, баш ми е драго што си тука, Елена, навистина има многу работи кои што треба да се кажат и јас нешто пратам, нешто не пратам, ама ете затоа си тука да ни кажеш што се случува во твојот живот. Одиме со уште една дама, тоа е Зорица Митровиќ, председателка на Македонскиот национален совет во Република Србија. Господја Зорица, добро дојдовте во Здраво Македонијо. Добро ве најдов. И убаво утро и за вас. Добро ве најдов, добро утро на вас и на сите гледачи на Канал 5 во Македонија. Да, и имаме уште една дама, некако се убави жени денеска тука, Андријана Ацевска, која што е и моја приватна пријателка, меѓутоа и жена која што многу пати сме ја гледале овде во Здраво Македонија, па мислам дека и на сите емисии на Канал 5, а и така треба да биде. Жена која што, не знам, мене ми е многу харизматична, многу убава, мислам сите комплименти за сите дами, не само за Андријана, меѓутоа секогаш се радувам кога е тука, затоа што ние приватно можеби нема да се видиме со години, ама на емисија мора да се видиме. Адријана, добре дојде во Здраво Македонија. Комплиментот ти го враќам. Добро утро тебе, добро утро на гледачите и ти благодарам уште еднаш за поканата. Да, баш ми е драго. Ние колку време со тебе не сме се виделе? Па не сме се виделе долго. Вака се гледаме на емисии. Последно овде се виделме. Да, и лајкови на Инстаграм. Тоа е тука сме, значи. Да, живи здрави. Да, и Цеце ќе биде заедно со нас до крајот на самата емисија. Цеце, добро утро и за тебе. Добро утро, Елена, се разбира од тебе. Вака пред камерите и пред гледачите, почитувани поздрав и до вас. Верувам дека уживате во понеделничкото издание на Здраво Македонија, дека со нас сте од 6:45 и дека ќе останете се до самиот крај. Елена, некако пред да почнеме со животните приказни, да кажам сето она кое што го работат нашите почитувани гостинки, сето она поради кое што се тука. Неизбежно некако да го споменаме 16 март, досега и гледачите го зборуваат тоа со Роберт зборува што научивме од сето она кое што ни се случи пред една година. Јас некако од Сабајле имам некое многу чудно чувство и се сеќавам дека минатата година јас и ти бевме исто вака во обратна, нели, комбинација и дека некако не знаев како да си ги срочам зборовите, како да се обратам на публиката, бидејќи навистина тагата превладуваше кај сите и многу е тешко да се остане професионален и во такви моменти. Верувам дека сите ние многу научивме и многу не промени она кое што се случи пред една година. Па некако би започнале во таа нота. Еве Адријана, затоа што нели сите коментираат и за нокниот живот, меѓутоа и од човечки аспект. Колку работи се... Да, и секој од нас мислам дека би се нашол во таква ситуација, посебно ние музичарите. И баш беше онака панично и ние панично изреагиравме, не само, мислам, мене ми е премногу жал и за моите колеги и за сите оние кои го загубија животот. И мислам дека секој од нас баш онака би се нашол во таква ситуација, после тоа се размисли дали треба да се настапува во таков локал и точно од сите погоди треба да пазиме каде сме и што сме. И многу ми е жал што нашата, не само нашата држава, ова е проблем општо секаде во светот и секаде, еве, после тоа нели се случи каде беше во Швајцарија, така. Исто таму се изгубија. И многу ми е жал стварно и секој од нас би се нашол во таква и тоа е панично. Да. Нели некако се како да звони алармот после оваа ситуација? После нормално. Знаеш, јас еве си тргам од моментот си викам, леле, не знаеш утре што те чека. Замисли тие луѓе отишле се забавуваат, нели млади луѓе, ДНК, сите ги сакаме, точно. Сите ги слушаме. Одиш да излезеш, да се забаваш, да поминеш време со пријатели и толку. И твојот живот завршува тука. И по тоа сваќаш колку е животот непредвидлив,
краток Точно. и навистина не знаеш она што го викаат луѓето, живее секој ден како да ти е после, абе ајде клише, нели? Сите сме го слушнале. Да. Меѓутоа кога ќе размислиш така Меѓутоа, сите ние проблемите и се она што е секојдневието не ти дава да се опуштиш толку многу и да го уживаш секој ден како да ти е последен. Знаеш, мислам, сите ние си имаме некоја цел во животот и не можеш да го живееш денот како последен. Да, треба и да планираш Живееш, понатаму. живееш за она што плановите што ги имаш во животот. Меѓутоа, живеј го денот најдобро што можеш. А не како последен. Да, некако после ова мислам дека се освестивме за оние вистински вредности и сето она кое што се изгуби и сите оние работи за кои што се нервираме можеби секојдневно, а не треба. Апсолутно. Се фокусираме буквално како што каже Елена на денес, на нашите најсакани и да го искажеме сето она кое што го чувствуваме бидејќи навистина можеби е последен момент. Зорица, освен што на централниот настан Кочани ви благодари, градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов свечено ви врачи благодарница за она што го направивте. Колку вас лично ве промени сето она кое што се случи пред една година? Доста ме промени и мене лично, но и припадниците на македонската заедница во Србија. Тоа е една голема трагедија која што ги погоди сите македонци каде и да живеат во светот, така и нас во Србија. Имаше доста пациенти кои што се лекуваја во Србија, посебно во Белград, и ние како македонска заедница навистина бевме тука да им се најдеме. И она што најмногу научивме и она што најмногу се покажа од оваа трагедија е дека солидарноста, човечноста треба да биде на прво место и во вакви ситуации навистина тоа е нешто што е најважно и што се покажа како она што можеби ете така како и овие од секојдневниот живот го забораваме, некако го ставаме по страна, но кога се случуваат вакви за жал трагедии, вакви ситуации, се наоѓаме еден на друг. И ние навистина сите капацитети на македонската заедница тогаш ги ставивме на тие пациенти кои што се лекуваја во Белград. Останавме и ден денес во контакт со нив, сега се видовме и во Кочани и мислам дека тоа е едно пријателство кое што ќе трае целиот живот. Да, секоја чест навистина во име на цела македонска јавност за тоа што сте го направиле, што во најтешките периоди сте ја покажале солидарност и верувам дека тоа ќе продолжи така со оглед на тоа дека и сте развили нови пријателства. Така е, така и навистина честитки и до градот Кочани за целата организација овие 3 дена кога ја одбележуваат годишнината на оваа голема трагедија. Навистина вчера беше еден многу достоинствен настан кој содржеше премногу емоции, беше трогателен, но навистина сите ние се почувствувавме почестени што сме тука и што сме дел од тоа. Да, секоја чест. Така. Фала. Елена? Да, Елена може секако да го кажеш и своето мислење. Јас би се надоврзала на она кој што го кажува и госпоѓата Зорица, некако мислам, нели, соседите секогаш први тука не излегува во пресрет и не е тоа прв пат, нели, Србија да пружа помош на Македонија, меѓутоа во оваа конкретна ситуација многу земји се понудија и ова некако не освести дека понекогаш ние мислиме дека тие големи несреќи, големи катастрофи се случуваат таму некаде далеку од нас. Ова се случи кај нас во нашата земја, во наше мало градче Кочани, нели, кој би рекол. И некако мислам дека исто и тој поим некако ни удри еден шамар дека не е таму некој на нешто може да му се случи, дека ти можеш утре да бидеш, нели, сега не дај Боже, меѓутоа не знаеш ти самиот што те чека тебе на патот и како нели сега онако што го зборуваме како да го живееме животот или како да го исполниме денот. Елена, ова го кажам така можеби малку со некои зборови затоа што знам дека си автор, пишуваш книги, па верувам дека имаш и некој поинаков начин да се изразиш, нели, вие уметниците имате поинаков начин да се изразите за вакви работи. Колку тебе исто те промени тоа? Па знаеш како, јас прво морам да кажам дека искрено јас бев фасцинирана од хуманоста која покажа не само нашата држава, не само Балканот, меѓутоа и светот, затоа што реално мислам дека оваа трагедија се извинувам одекна на светски размери. Ова беше една трагедија која реално никого не остави рамнодушен
И прво, тогаш мислам дека свативме дека сепак без разлика кој од каде доаѓаме, раса, нација, дека сите сме еден народ и дека таа трагедија некако ги сплоти луѓето, хуманоста која покажа и македонскиот народ и сите други народи кои нам ни излегоа во пресред. Понатаму мислам дека особено ние како луѓе тука во нашата држава дојдовме до момент кога свативме дека сепак мора да се освестуваме и дека мора да менуваме, мора да ги менуваме размислувањата, погледите, приоритетите, затоа што тоа што се случи како трагедија е резултат на многу грешки во нашиот менталитет, системски грешки. Абсолютно. Сега ние не можеме да поентираме на некому и некого да обвиниме, затоа што не е тука еден човек виновен. Сите сме криви. Виновни сме сите ние децении нанасат. Виновни под знак наводници, затоа што на крај на денот па и никој не е виновен, затоа што никој не би сакал тоа да се случи. Меѓутоа, јас мислам дека ние сите научивме една сериозна лекција и мислам дека барем јас забележувам кај повеќето луѓе дека и почнуваме да се менуваме на некој начин, меѓутоа тоа ќе биде еден долг, еден макотрпен процес. Меѓутоа не треба да се откажуваме. Уште еднаш јас нели секогаш поентирам на позитивните делови. Фасцинирана од хуманоста која покажа нашиот народ за да се помогне на семејствата и сите народи од страна, навистина тоа е навистина за поздрав. Да, јас би сакала Еви Адријана да ја прашам повторно, некако многу работи се сменија, тоа сега ако зборуваме за системски грешки, тие системски грешки на нас низ нос народно, еве да кажам, не излегуваат во многу сфери, нели? Насилство врз жените, последен пример што имавме, кој знае уште колку други примери ќе имаме, тоа е да, онако што го кажуваме, нели, системот е крив, меѓутоа ние го сочинуваме системот. Со оглед на тоа што, нели, тебе луѓето знаат, значи долги години си на естрадата, на сцената, некако и музичарите многу пристрасно, посебно заради тоа што се случи на настап, на ДНК, вие мислам, Македонија е мала земја, сите се знаат музичари. Ако не си ги видела ДНК, ако не се знаеш лично со нив, сигурно си ги сретнала на улица или така натака. И некако после тоа нели зборува, целноќен живот трпи. Нели, како е сега со настапи? Сакам да кажам од професионална гледна точка колку се промени животот после таа трагедија? Мене ми е драго точно што сите извадивме некоја поука и се стегнаја законите или било како. Гледам дека веќе сите ги следиме тие правила што мора да бидат за најкиниот живот. Се смени само тоа што мислам дека сега сме до негде посигурни, нели тие две врати што треба да бидат противпожарни апарати во тој смисол. А иначе мислам дека е веќе се е исто. Ти како човек кога идеш да пееш еве некаде, дали си викаш дали го имаш тоа некаде во позадината на мозокот да видиш, не дај Боже, нели имаш мисла, не Боже што се случи на каде? Знаеш како го има во тој период кога се случи, кога се случи тоа, меѓутоа животот продолжи понатаму, сите работи се вратени на старо како што беа, а гледам дека има подобрување во смисол дека веќе ги има сите тие правила, како што кажав претходно. За безбедност. Да, за безбедност, меѓутоа веќе одиме понатаму. И гледам дека е на подобро во секој случај. Така да. Ама на почетокот беше баш онака страшно, онака сите ние музичари сме на последно и знам дека се пронаѓаш во секој сегмент, се пронаѓаш. Ние последни ќе излеземе ако се случи нешто. Еве се деси после тоа да отидеме во некоја дискотека и прво гледаш овде да се случи нешто такво, од кај ќе бегам јас од овде, баш онака. Сака ние како гости прво Да. Во од страна на гости, кај ќе бегам, од која врата ќе бегам, само една врата, внатре има 2000 луѓе. Меѓутоа тоа е момент. Тоа е момент, мислам дека и треба да го продолжиме животот, да не гледаме да не гледаме само на црно, дека еве и мене ќе ми се деси тоа. Боже мој, не знаеш како ти е судено, како ти е пишан. Да, животот продолжува, овие лекции, знаеш како лошо е што треба нешто на нас да ни се случи, па ние тек тогаш да почнеме да размислуваме. А па види, никој не учи собствени грешки. Сите некако тоа е правило дека треба да учиш од другите грешки. Да. Сите чекаме нам да ни се случи, што и да е. Да, кога ќе ни се случи нас, тогаш ќе се освестиме. Да, за жал. Зорица, вие сте председателка на Македонскиот национален совет во Република Македонија. Имате здружение на македонци, така? Македониум. Така е, тоа е ако не се лажам. Да, тоа е. Внимателно го кажам да не сгрешам. Кажете ми,
Која е вашата улога? Ете има луѓе кои што можеби не знаат за здружението. Која е вашата цел на тоа здружение? Која е вашата мисија? Да, Здруженијето Македониум е здружение на македонци во Белград, инаку има повеќе од 20 здруженија во цела Србија. Јас сум председателка на Македонскиот национален совет, кој што е чадорна институција на сите тие здруженија македонски во Србија. Националниот совет е инаку државна владина установа на Република Србија, се финансира од буџетот и од владата на Република Србија и има надлежности во 4 области. Добро. Тоа се образование, информирање, култура и службена употреба на македонскиот јазик и писмото. Националниот совет е формиран во 2004 година, повеќе од 20 години работи во Србија, постигнати се многу резултати, посебно во областа на образованието, тоа секогаш го истакнуваме како наша приоритетна област во која што делуваме, бидејќи со работа и со вложување и ангажман со најмладите припадници на македонската заедница во Србија, практично си ја обезбедуваме иднината на тие простори на кои што делуваме. Ние денес имаме околу 350 ученици во Србија, во цела Србија, кои што го изучуваат изборниот предмет македонски јазик со елементи на национална култура, кој што е влезен и во Законот за образование, значи како изборен предмет се изучува во основните училишта. Имаме околу 12 наставници кои што ја изведуваат наставата за овој предмет и навистина се трудиме и да ја збогатиме таа настава, да не се учи само јазикот како јазик, веќе и тие елементи на национална култура и одржуваме разни работилници со овие ученици, ликовни, литературни, така што се трудиме да покрај наставата да им биде интересно за да се вклучуваат во наставата за овој изборен предмет. Што се однесува до културата, тука овие здруженија кои што ги спомнав најмногу имаат активности во таа област и ние практично како Национален совет не поминува ни една недела, а да нема некој настан дали во Белград, дали во Нови Сад, дали во Врање, Ниш, Пирот, Краљево, Панчево, Пландиште, Вршац, во сите места кај што делуваат македонските здруженија и културата е една од областите каде што имаме најмногу активности. Што се однесува до информирањето, ние имаме новинско-издавачка установа која што издава списанија на македонски јазик, месечни списанија, Македонска виделина и Дзуница која што е списание за деца. Исто така на Радио Телевизија Војводина имаме македонска редакција која што има 2 телевизиски емисии, една радио емисија. Неделно се емитуваат тие емисии. И што се однесува до службената употреба на јазикот и писмото е значително да спомнам дека во општината Пландиште во Војводина македонскиот јазик е во службена употреба и тоа е практично единствена општина во светот каде што македонскиот јазик е во службена употреба. Сите табли на патиштата, на установите во тоа место се и на македонски јазик, како и печатот, например, на општината Пландиште, а јазикот е во службена употреба и во местата Јабука и Качарево во градот Панчево, каде што навистина живее голем број на наши припадници. И сега ќе ве прашам она прашање кое што сите го поставуваат, ама зошто србите не разбираат македонски, а ние македонците разбираме српски? Зошто? Па разбирате, во Војводина, да, во Војводина разбираат доста српски, во Јужна Србија исто така слични се акцентите на македонскиот и српскиот јазик. Можеби потешко го разбираат овој дел од Источна Македонија, али на пример овој дел Северна, Западна Македонија добро се разбира. Да, одлично. Ако некој треба да почне да учи српски, или да работи на својот српски, тоа може би Елена. С оглед на тоа што Елена минатиот пат вие кога бевте, значи гледачите. Минатиот пат, драги гледачи, кога Елена беше гостинка тука, зборувавме за незината прва книга, за незиниот прв роман, меѓутоа сега имаме новитети, втора книга, која што сака Елена да прошири и на српскиот пазар, ама Елена самата ќе ни каже
со тоа? Така е, се работи за втората книга. Во моментов сум во разговори со издавачка куќа во Србија. Книгата е насловена Парфем на судбината. Јас навистина би сакала така сега да поендирам кон еден поголем пазар, да речеме да се опфати Србија, да се опфати Босна и Херцеговина и Македонија секако. Значи тоа јас никогаш не би го избегнала тој дел да книгата излезе и на македонски јазик, мислам тоа никако. Тоа е втора книга која е малку поразлична од првата, додека првата беше целосно психолошка книга. Втората е исто така опфаќа дел под психологијата, меѓутоа се работи за љубовен роман за една девојка. Парфем на судбината е затоа што всушност тоа е нејзината професија, девојката прави парфеми. И пораката на книгата е надежда, затоа што и да се случува во животот, дека човек никогаш не треба да изгуби надежда. Накратко, девојката доживува буквално крах на секое животно поле, на емотивен план, на бизнис план, на фамилиарен план, буквално доживува крах и сето тоа успева да го победи и да речеме на крајот пепелта како феникс се издига и ги остварува сите своји соништа, додека психолошката порака која се испреќа преку книгата е порака до сите луѓе дека треба да научиме да ги прифаќаме и негативните емоции кои ги чувствуваме, затоа што мислам дека имаме тенденција кај луѓето кога ќе се случи нешто лошо, сите ние влегуваме во улога на жртва и се жалиме зошто мене ми се случува тоа, зошто сега ова, па нели беше доволно само еден проблем, зошто и втор, зошто и трет, зошто и пети. Меѓутоа сите мислиме дека животот е неправеден кон нас лично. Да, затоа мислам дека треба да излеземе од таа улога на жртва, затоа што животот не е идеален за никој. Во даден период од животот на сите нас не се случуваат некакви негативни работи и првиот дел од преболувањето на тие емоции, дури и трагедијата, за да се победи таа болка треба да се прифати. Значи првиот чекор е прифаќање. Во ред сега ми се случува нешто лошо, јас морам да го прифатам тоа. Откако ќе го прифатам тоа, да се соочам со истото и да си дадам време на себе да помине болката, а после тоа веќе опоравувањето е прашање на избор, како буквално еден ден се будиш и велиш готово е веќе, од денес одам напред, се случи што се случи, меѓутоа за да дојде до тој момент ние мораме прво да го прифатиме нештото дека се случило, да го изживееме низ нас и потоа да го победиме. Тоа е всушност пораката. Да споделам еден личен впечаток, или сте психотерапевт, или нешто сериозно во животот имате поминато. Мора нешто нешто се случува. Затоа сакам да прашам која е најголемата животна победа која што вие сте имали? Тоа е интересно. Мислам дека јас и сите ние секој ден имаме мали животни победи. Не сум психотерапевт, благодарам на комплиментот. Нешто се случува. Меѓутоа, психологијата многу ме интересира, инаку по професија сум магистар по бизнис право. И мислам дека и додека студирав и после тоа мислам дека секој еден добар правник, адвокат мора да познава и психологијата кај луѓето. И дури од тие моменти почнав да ја изучувам психологијата, понатаму низ многу читање, значи мислам дека откако се паметам себе си, се паметам со книга, значи читањето ми било од секогаш пасија. И да, ќе бидам нескромна и ќе кажам и покрај тоа што не сум завршила психологија, дека многу имам познавања, меѓутоа па од друга страна и никогаш не е доволно, така да затоа и преку пишувањето, едноставно пишувањето е мојот начин на кој јас сакам да допрем до луѓето и навистина да им помогнам. Затоа што велам и двајца луѓе да ја прочитаат книгата, значи дека јас на тие двајца луѓе сум им помогнала и тоа за мене е навистина сериозен успех. И си им отворила нови хоризонти, нели? Книгата е еден цел нов свет во кој што ти влегуваш и не знаеш каде одиш. Апсолутно, и те тера да размислуваш. Книгата е готова, во моментов се завршуваат процесите на превод на српски јазик, лекторирање и откако тоа ќе биде готово, понатаму одиме на следниот чекор. Јас се надевам дека во наредниве месеци и пол до 2 максимум дека книгата веќе ќе биде во продажба. Еве госпоѓа Зорица, ако може тука нешто да помогне, контактот е направен. Во сите овие градови што ги спомнав, ќе организираме промоција. Браво. Вие ќе Ви благодараме на промоција. Екипите заедно Србија да одиме на промоција. Што си е наше да си браниме таму. Па како? А кога зборуваме за овие работи, некако мислам ова се многу интересни теми за кои што нели не се зборува за толку многу често, можеби не е телевизиски формат каде што ние треба да зборуваме за емоции, меѓутоа
сега верувам дека е многу важно она кое што го кажа, дека што и да ни се случи во животот, ние ако не го прифатиме, ние ако живееме во уште во некоја илузија дека не се случило тоа, го одбиваме, ние никако не можеме да тргнеме напред. Затоа луѓето мислат дека се заглавени и дека се жртви затоа што прво не ја прифаќаат ситуацијата, од прифаќањето доаѓа и кој е вториот чекор. Сега што од тука можам да направам? Сакам да ве прашам, ете во вашите животи, Адријана чита книги, јас барем што ја познавам, ние едно време само книги си препраќаме. Ова да прочиташ, она да прочиташ. И навистина, нели, пак е тоа, како што кажав, свет во кој што влегуваш, нели си, од се нешто ќе поднаучиш. Колку ете можеби читањето, книгите, не знам, можеби и музиката, еве, ти си уметник, колку тоа ја лекува душата, колку тоа помага на вистина во твојот живот, во личните твои примери да си речеш чека малку. Мене ова ми се случува, можеби така треба да направам, да сменам нешто, да направам некој друг чекор. Мислам дека на таа тема јас и ти имаме разговарано од Скопје до Битола во кола. Да. Во тој период кога баш има психичка нестабилност, да кажам, некои панични напади, секој она што го доживува во моментот, мислам таков ни е периодот на живење и секој го има тој проблем. Мене буквално книга ми го смени начинот на размислување, психолошка книга. И поаѓајќи од тоа, сваќаш дека може да се смениш, што мене ми го сменало начинот на гледање книга, значи може да се смениш. Исто и не е срамота и не е веќе табу тема посветена на психолог, нели? Кај нас на психијатар, на психолог. Кај нас кога ќе се кажеше на времето одам на психијатар, те сметаа за дека стварно не си дека добар. Не си добар, да, меѓутоа сваќаш дека кога во странство имаат матичен психолог, значи е потребно да се има некој психолог и на некој на кој што можеш да му се искажеш. И точно е тоа дека се додека не го прифатиш проблемот како дека тоа се случи, дека можеш да го надминеш проблемот и одиме понатаму, точно никогаш нема да се смениш. Јас сватив дека секој еден ден и точно секој едно будење, кога ќе се разбудиш на сабајле, кажуваш фала ти Господи што се разбудив. И јас кажувам, мене никогаш денот не ми оди по план. Јас ќе излезам од сабајле и јас до крајот на вечерта мене ништо не ми се случува од оно што сум испланирала. Така. И убаво е да гледаш позитивно на работите. Јас сум таков лик што секогаш гледам добро и да ми се случи денес нешто лошо, знам дека утре ќе ми се случи нешто добро. И барем така е сега. Не беше некогаш, сега е така. Јас се чувствуваш ли променета, еве да речеме 5 години од Адријана и денешна? Е така, сакам да кажам и дека после 40-та некако сум созреала и ги гледам многу поинаку работите и веќе ништо не ми онака да сваќам така травматично. Знам дека се случува со причина. Така и од се нешто вадиме поука и јас знам дека она што некогаш сум го сметала како страшен проблем, сега веќе не е ни проблем, не е ни најмал проблем. Има нешто друго. Да, сега можам да се насмеам само да кажам, тоа ми било сето проблем. Замислете како ти следува. Животот е убав и треба да учиме на грешки и точно книгите, мене буквално книга ми го смени животот. Мојта на подсвеста морам да потенцирам, па нормално. Па и тогаш го споделувавме тој момент, да. Сакам да читам, кога се враќаме на темата, сакам да читам и психолошки романи, во зависност од периодот на животот, да. Она кое што го кажуваш, гледаш позитивно на работите, нели луѓето викаат, ама ни тоа се позитивно. Јас барем лично мислам што значи нели тоа да гледаш позитивно на работите, не е дека тебе животот ќе биде розев, секој цвета. Леле ќе гледам позитивно и мене ми е денот нареден. Не, се случуваат непланирано точно и најубаво е така. Ама ти, начинот на кој што ги гледаш тие работи, ти е од друг агол. Не се стресираш веќе толку не е се толку најстрашно на светот. Апсолутно тоа го кажав. Можам да кажам и зошто тоа го гледам така. На времето еве како јас како јавна личност и ти знаеш добро како оди тоа. Тие коментари што сум ги имала по портали или било како сум ги сваќала толку травматично, тоа траело со години. Ама само ти се јадеш. Само ти се јадеш, Тоа сакам да кажам. Сум го сваќала зошто, како, па докажувај се, па на кој да се докажуваш, па не можеш да се докажеш, едноставно луѓето се такви. Сега на тоа гледам со смех. Наискрено да ти кажам. И кога ќе прочитам некој таков коментар, мене ми е многу жал луѓето што имаат таква горчина во себе и таква лутина во себе. Меѓутоа,
И си викаш фала ти што не е моја. И Фала ти знаеш- Боже што не е моја гневот, лутината, бесот, оваа бедотија што не е моја, што кој што е на некој друг. Точно, сакав само да кажам, барем на еден ден тој човек што го напишал коментарот да бидеше во моја кожа тогаш, зборувам, Да. не сега. И онака да се прочита и да видам како ќе се почувствува. Сега веќе ми е се Да, они не Имате мислат фокус на затоа што друго. не е за нив, не е за нивна сестра, мајка, ќерка, Точно така. знаеш да е за некој близок, нема да биде Нема така да биде пишуваат. така. Ама затоа Нема. што таму за некоја Седријана знаеш. Така. Сме го правеле Да, тоа. книга може да ти го промени животот. Така зборица на тема веќе ментално здравје и овие работи и книги кога зборуваме, дали ви имате нешто да Не кажете? мора многу да се менува перспективата, доволно е да бидеме свесни за тоа што го имаме. Тоа најпрво да го освестиме и да бидеме благодарни за тоа. Јас имам баш на мојот Facebook профил, и често го цитирам тоа, ако сте со нешто незадоволни во животот, ако мислите дека многу работи немате или ви фалат, ќе ве потсетам на тоа колку само милиони вреди едно ваше око, колку треба да бидете благодарни за тоа што сте здрави, за тоа што го имате сето тоа што го имате. Така ако тргнеме само од тоа, колку треба за тоа да бидеме благодарни, мислам дека самата перспектива понатаму се менува. Да. И се гледа тоа што кажавте по-позитивно на животот. Некако и тоа што викаат, кога си здрав, сваќаш дека нема Така е. проблеми, а ние колку мислам дека ние многу неблагодарно гледаме на тоа, Така е. затоа што нели сега сме здрави, живи, зборуваме, нели сега што се случило, не знам, во Кочани, во светот, на секој нешто што му се случува, ние од оваа перспектива тука сите дотерани, намирисани, нели средени и зборуваме за тоа, значи колку несериозно ние го сваќаме тоа што сме прво подразбираме тоа дека ние загарантирано. Да, тоа длабоко треба да го сватиме. Така е. И колку не сме благодарни за здравието кое што го имаме, за ова тело кое што не движи секој ден, како ние, добро сега јас барем така, можеби моја перспектива си давам, меѓутоа јас во последно време кое што освестив колку сум неблагодарна спрема моето тело, го хранам со се и се што не треба, а всушност тоа е секој ден со мене, тоа ме буди, тоа ме заспива, тоа ме движи, тоа ги издржува сите и ментални и физички процеси кои што ми се случуваат и јас како му возвраќам. Мислам тоа е мал можеби небитен пример, ама чисто сакам да дадам колку навистина ние имаме многу работи на кои што треба да сме благодарни. Така е. Многу, значи што вика Адријана Сабајле, станувам и се викам фала ти што сум жива. така. Затоа што навистина не знаеш ти утре што ќе ти случи. Денес си жива. И биди среќен. И биди среќен за тоа. Знаеш, тие се некои мали работи кои што нам вистина ако малку повеќе фокус им дадеме, ќе сватиме дека ние како имаме многу од нашите животи. Така е. Дека тој таму некој што рекол напишал. Не е битен, мислам, јас лично некои работи треба стварно да ги множиме со нула. Точно. Тотално небитни. Точно. Да е многу психолошки. Ама навистина е така. Мислам, сите сме поминале низ нешто во животот сега. Сите сме имали помали или поголеми проблеми и на крајот од денот ти како ќе се носиш со тоа. Еве, Апсолутно. девојче во книга си напише, девојче во девојче. Мислам, млада убава жена секако, ама нели, си напише книга за Да. тоа. Верувам дека во книгите кои што се пишуваат, не, сега тоа е многу индивидуално, би сакала да те прашам, Елена, колку својата можеби приказна, своите познавања ги внесуваш во карактерите во книгата? Па, види, има доста од тоа, затоа што сепак книгата нели е еден дел од мене. Јас секогаш велам со секоја книга, јас како автор и секој што нешто создава остава и дел од себе, еден личен печат. Книгите немаат директна врска со, да речеме, со моето лично животно искуство, меѓутоа имаат и тоа како врска со мојата психологија, затоа што јас од секогаш сум се трудела да работам на себе, во смисла на душевна, психолошка смисла и таа работа на себе резултира сега со создавањето на тие книги. Сметам дека ние во денешно време навистина е тешко да бидеш жена. Зошто? Затоа што ние сами, тоа е интересно и го има дел во втората книга, дека никој не може да те повреди толку колку што ние сами себе си можеме да се повредиме. Така е. Како? И тоа не директно, него со тоа што ние себе си создаваме премногу терет, си создаваме премногу притисок, дека ти можеш да станеш Сабајле, дека денес денот мора да ти биде успешен, дека ти мора да изгледаш убаво, Дека можеме дека треба, се. да. Нели? Жени сме, Буквално, можеме се. супер херои. Еве вака се собравме 5 жени. Често пати кога јас се шегувам со моите пријателки, јас велам ние сме супер
супергероите на новото време, со должна почит на мажите, меѓутоа тие си има друга улога, ние друга, апсолутно ние не сме исти, не треба да бидеме исти, ние сме различни, ние сме жени и ние треба да дозволиме да бидеме водени, меѓутоа ние самите себе си создаваме толку притисок и се повредуваме што тоа дури излегува од границите на нормалата. И сега да речеме преку тие некои лични искуства кои јас сум ги сватила дека не треба така, и јас се уште го правам тоа. И јас и ден денес се борам себе си со тоа. Се борам со својата потреба за перфекционизам, се борам со својата потреба да речам да за контрола, за контрола. Да. И луѓето на пример сите тие негативни коментари, и јас велам зошто луѓето се такви? Јас разбирам дека не е проблемот во мене, проблемот е во човекот што ја дава таа негативна енергија. Меѓутоа јас себе се прашувам зошто го прават тоа? И преку книгата ти си мислиш за некој тук проблем. Еве каде имаш одливна енергија. Апсолутно. И ние жените сме склони кон тоа однесување. И буквално ние ја трошиме нашата енергија на тие работи. Тоа е несвесно трошење на енергија. Апсолутно. А енергијата е витална, ние без енергија буквално не можеме да функционираме. Џабе се направиме како што треба, ако на крај на денот ја изгубиме својата енергија. Затоа е многу важно да се работи на себе. Јас сите преку моите тие лични искуства што ги пренесувам во книгата, се надевам дека барем некому ќе помогнам. Да, токму така ќе направиме овде една кратка пауза за реклами, почитувани гледачи, пак ќе се вратиме да продолжиме со разговорот.